Благодарение на својата географија, хидрографија и микроклима, Брегалничкиот речен слив во Источна Македонија е дом на бројни животински и растителни видови, што го прави жариште на биолошка разновидност и еден од најинтересните региони на Балканот во поглед на природните богатства. Горниот дел од сливот е претежно составен од висинските подрачја на величенствените Малешевски и Осоговски планини и Плачковица. Шумите во регионот се едни од најважните природни богатства, динамични екосистеми со богата биолошка разновидност, кои исполнуваат повеќе функции од витално значење и представуваат обележје на овој дел од земјата, па дури и на европскиот континент. Вкупната површина под шуми во регионот изнесува повеќе од 155.000 хектари, од кои 131.000 се прекриени со листопадни и зимзелени дрвја. Се до првите иницијативи за управување со шумите во Македонија во 1952 година, искористувањето на шумските пространства целосно зависеше од потребите на населението, без да се прават планови за нивно обновување или одржување. Како последица, шумските екосистеми се оштетувале со сеча на дрвја, кои се користеле во градежништвото, огревот и исхраната на добитокот. Дополнителен проблем кој постојано се провлекува низ годините е ерозијата, најбезмилосната природна сила која го обликува пределот. Сепак, главниот предизвик со кој се соочува Брегалничкиот слив е заштитата на неговите шуми, препознавањето и зачувувањето на биолошки вредната шума и зачувувањето на биолошката разновидност. I'm coming from outside and I see a complete different value of this forest. And it is in this sense that forest management should take into account broader issues on valuation. So not only evaluating timber, but evaluating all the different aspects of ecosystem services. Шумарството кое е насочено кон грижата за штитата и искористувањето на шумите е особено важно за развојот на шумскиот појас и неговиот природен потенцијал. Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, координирана од Helvetas Swiss Intercooperation и Farmachem, ги поддржа активностите за зачувување на природата и локален развој во Брегалничкиот слив. Оваа програма ги обединува сите активности и напори и има сеопфатен пристап во спроведување на активностите кои не ги исклучуваат користењето на природните ресурси, туку напротив, ги соединува локалниот развој и зачувувањето на природата на еден одржлив начин. Иако одржливото управување со шумите во моментов се практикува насекаде во светот, тоа е недоволно искористено во Македонија, што резултира со недоволно разбирање и свесност за широката лепеза придобивки што тоа ги нуди. Со цел да ја подобри оваа ситуација, програмата за зачувување на природата на Швајцарската агенција за развој и соработка работи на проширување на знаењето на луѓето кои се школуваат и работат во шумарството. Во рамките на своите активности, програмата воспостави и надгледува соработка меѓу Шумарскиот факултет во Скопје и Школата за земјоделие, шумарство и храна на Универзитетот за применети науки во Берн, Швајцарија. Представниците на двете образовни институции почнаа со размена на посети од 2013 година. Благодарение на поддршката од Швајцарската агенција за развој и соработка, која во Република Македонија преку Helvetas и Farmachem ја имплементира програмата за зачувување на природата, овозможена ни е поголема и поширока соработка, особено на зачувањето на природата, како и
вклучувањето на компонентите на биолошката разновидност, што планираме да го приклучиме и во наставно-образовниот процес. За оваа цел, професорите од Швајцарија редовно држат посебни блокови предавања за одржливото шумарство и зачувување на биолошката разновидност, како во училниците, така и при теренските активности во шумите на Брегалничкиот речен слив. The conditions are quite similar to Switzerland, so I can also learn something from here, and I think it's good base for collaboration between Macedonia and Switzerland. Со желба овие предавања да допрат до што повеќе засегнати субјекти, на нив се поканети и сегашните шумарски инженери со цел да се продлабочи нивното знаење и да се прошират нивните практики. You have a fantastic potential here to not only produce wood, but also to produce biodiversity values, and also for tourism it could be very interesting. Соработката меѓу двата факултета исто така овозможува студентска размена и придонесува во академското истражување преку дипломските и магистерските тези, составени од македонски и швајцарски студенти кои работат во парови под водство и менторство на професорите од двете земји. So we are here on the Osogovo mountain on a wonderful day in August. You see behind very busy people. These are people from two faculties, from the Faculty of Forestry in Skopje, and even the dean and the vice dean of this forest faculty working hard together with their students and with the students from the university in Bern. Ова интервенција во шумарското образование е насочена кон проширување на хоризонтите на идните шумари во Македонија, како и кон менување на ставовите на сегашните, така што тие ќе почнат да ги гледаат шумите не само како производители на дрво за градба и огрев. Моментално изработувам дипломската работа заедно со колега од Швајцарија од Бернскиот универзитет за применети науки. Нашата тема е оптимизација на гледувачките мерки во букови шуми од Изданково потекло во горниот Брегалнички регион. This is a great opportunity for me to do like a practical bachelor thesis. I'm here supported by another student from the forestry faculty in Skopje. Програмата исто така дава поддршка во диалогот со сите засегнати страни во шумарството, со акцент на Брегалничкиот речен слив, со цел да се идентификуваат нивните потреби и можните идни придонеси во целите на програмата. За прв пат во Македонија, овие заинтересирани страни се ставени на иста маса да дискутираат за релевантните прашања и предизвици и начините на кои програмата може да помогне. На тој начин, програмата успеа да воспостави диалог на повеќе заинтересирани страни за прашање од круцијална важност. So there are indeed very specific potential of these forests that go far beyond of what we do now as forest management. And a project like NCP would have a great responsibility to help forestry to adapt to these new challenges. Во иднина постојат планови за соработка со регионалните и националните сектори за планирање, но во моментов целта е да се подигне свесноста, да се отпочне и да се спроведе диалог за потребите на зачувувањето на биолошката разновидност во Македонија и да се постават основите на сеопфатниот пристап кон ова прашање. Дополнително, компонентата за мали проекти на програмата спроведува образовни активности во основните училишта во регионот со цел кај децата да се подигне свесноста за важноста на почитувањето на природата и животната средина. Така, одржливото шумарство во основа треба да воспостави рамнотежа меѓу засилената потреба на општеството за шумски ресурси од една страна и заштитата на разновидноста и здравието на шумите од друга страна. Благодарение на програмата за зачувување на природата во Македонија на Швајцарската агенција за развој и соработка, богатата биолошка разновидност на овие извонредни шуми во Брегалничкиот речен слив може да се надева на посветла иднина.